Почитувани, уште на 1 ноември премиерот Зоран Заев најави дека двајца високи функционери во владата се под истрага за сомнение за сторена корупција. Од 1 ноември поминаа скоро 4 месеци, а јавноста не виде никаков резултат. Нема информација ниту кои се функционерите, ниту што направиле. Нема информација ниту од каде ќе Заев информации за истраги кои се водат тајно од страна на истражните органи. Ова е пародија на правната држава под власта на СДСМ. Санкции за корумпираните функционери нема, но затоа има десетици скандали и афери кои од километри мирисаат на корупција. Владата во која што Кочо Ангјушев е вице-премиер, преку Елем додели тендер на фирмата Феро Инвест, на која тој беше собственик. Јавноста беше фрапирана со која леснотија фирмите на челниците во власта добиваат милионски тендери од државните фирми. Сомнежи за корупција и криминал се појавија и за работењето на МВР. Свиркачи во текот на октомври минатата година објавија дека МВР под раководство на Спасовски злоупотребила 1 милион евра странска донација за набавка на возила за потребите на полицијата и наместо преку јавен оглас автомобилите се набавуваат од фирма донатор до СДСМ. Скандали се нижеа едно по друго, па Шекеринска од позиција на министер за одбрана склучи договор за набавка на мазут со фирма која нема лиценца за трговија со мазут, а по притисокот на јавноста Министерството го раскина договорот. Доказ дека власта не сака некој да се меша во начинот на кој се добиваат тендерите и се трошат јавните пари, е и укинувањето на Советот за јавни набавки, кој представува контролен механизам што ја запазуваше законитоста при набавките. Советот, кој беше формиран по насока на ЕУ со цел намалување на корупцијата, беше укинат од владата на СДСМ, која само декларативно се залага за европските вредности и практики, а во реалноста ја враќа државата во 90-тите. Со укинувањето на Советот за јавни набавки, широко се отвори вратата за корупција и малверзации со јавните набавки. Непотизмот стана одлика на СДСМ и начин на владење. Уште со самото преземање на локалната власт, градоначалничката на Битола си го вработи братот како наставник, а градоначалниците на Берово и Неготино си ги вработија сопругите исто така како наставници. Одговори не беа дадени по кои критериуми и како беа избрани сопружниците и роднините на градоначалниците. Почитувани, Македонија под власт на СДСМ тоне во корупција. Според светскиот индекс на перцепција на корупција, Република Македонија бележи пат за цели 17 места на листата на Transparency International за само една година. Врхушката на власт се однесува како државата и парите на граѓаните да се нивна приватна собственост. Скандали се нижат, а одговорност нема. Овие и други неоткриени и нерасветени случаи, кои станаа одлика и начин на функционирање на власта, придонесоа Република Македонија да го допре дното во индексот на перцепција на корупција на Transparency International. Ви благодарам за вниманието.